Илијада, песна 9. Пратеништво до Ахила. Молби. Така си чувале стража тројанците. Ахајците тога бегање страшно ги фати, студени од страв што го следи, та незадржлива жалост првенците них не ги стигна. Како што ветрови два што на дрибното море се креваат, Зефир и оној Бореј што од трачката земја се идуваат, кога од ненаде жидат, та наеднаш црната далга горе се крева и окрек кај морето истура многу. Вака на хајците баш им се кинело срцето в гради. Голема скрб го рани во срцето синот Атрев, та сред гласниците јасни се прошетал порачувајќи секого на име в собор без крескање да го повикаат. Тој меѓу првите пошол и самиот мош не се трудел. Оние седеле в собор очаени, а Агамемнон постанал солзи ронејќи ко вир црноводен бистар, што на високата карпа ја истура модрата вода. Воздивнувајќи тој тешко на арѓејците, вака им рекол: Другари, вие вожди и арѓејски војводи први, Зевс, синот Кронов, ме сплеткав слепотија претешка мене, силниот ужасен бог што ми обетил еднаш и мигнал дека ќе го освојам или леподзиден и ќе се вратам. Измама лоша ми смислил и пак ми нарачува сега безславен варг да се вратам, што полк сум загубил силен. Така си нашол за добро семошниот Зевс, туку речи, што веќе разурнал многу и досега беде ми градски и ќе разурнува уште. Зар мошт најголема има? Туку ај, како што јас ќе ви наредам, слушајте сите. Да си побегнеме ние со нашите кораби дома, зашто не ќе падне Троја со ширните улици уште. Така им рекол, а тие замолкнале сите ко неми. Долго занемале сосем ахајските синој од очеј. Најсетне прозборил пак Диомед, гласовитиот борец. Сине Атрев, јас прв ќе осудам твојата лудост, кој што е право на соборот, зар ти не срди се, цару. Мене ми оспори ти сред данајците јунаштво прво, наречувајќи ме страшливи безсрчен. Сето пак ова добро арѓејците сите го разбрале, млади и стари. Тебе пак синот на Крон, на лукавиот едно ти делил. Жезолот тој ти го дал, за да почестен бидеш пред сите. Туку не ти делил тебе јунаштина, најмногу вредна. Кутар. Зар вака ги цениш ахајските синој и слагаш дека се страшливи тие безсрчни како што велиш? Ако пак срцето вака ти повеља, за да се вратиш, оди, еве ти го патот, корабите крај море ги имаш, што од Микена ти дошле во придружба сосема многу. Туку ахајците други краснокоси уште ќе чекаат, додека тројскиот град не го урнеме. Можат и тие да со корабите појдат во својата родина Мила. Ние пак, Стенел и јас ќе се бориме, се дурна или не му го видиме крајот, зар Бог нас вамо не довел. Вака им рече. А тогаш ахајските синови сите гласно го добрија зборот на тој Диомед конјокротец. Среде нив пак стана и прозбори збор витезинот Нестор. Сине Тидеев, во војната ти си ни најсилен јунак и од врсниците свој во советот најпрв од сите. Ти не би ти покудил збор од ахајците сите ни еден, ниту би одрекол нешто, но не си го дорекол зборот. Вистина ти си и млад, па и син да ми бидеш би можел, најмлад од сите по возраст, а зборуваш умно ти сепак, меѓу арѓејските крали, што сосема право си рекол. Туку, ај јас што се гордам, дека сум од тебе постар, да го доискажам сето и разјаснам. Никој зар мене не ќе ми го одземе зборот, ни самиот цар Агамемнон. Не знае оној за род, за огниште свето и закон, кој што го милува бојот и грозната граѓанска војна. Туку на црната ноќ да и се покориме сега и да си вечера ние приготвиме. Стражите нека крај ископаниот ров од бедемот надвор си легнат. Ова на момците јас им нарачувам толку, а после ти заповеде им, сине Натреј, заш ти си цар најпрв. Даем на старците гозба, заш ред е и прилега така. Полни чадорите свиности се, што ахајските бродови вестено траќија тебе по ширното море ти носат. Секој ти можеш гости да приемаш, многу што ги имаш. Кога многумина пак ќе се соберат, почуј го тој што најарен ќе изрече збор, зашто треба за хајците сите арен и паметен совет.
Душманите зар добродојте огној запалиле многу, но кој би се радувал со ова? Војскава оваа ноќ ќе ја уништи или ќе ја спаси? Вака им рече, а тие го почиле добро слушајќи. Тога стражарите в час со оружјето надвор изрипаа околу тој Трасимет, синот Несторов, прв полководец, и крај Аскалав и Алмен, арејските синови смели, крај Мерион, Арфареј и Неипира, па и крај Креонт, синот на тој Ликомет божествениот, војводи вредни. 7 предводници беа на стражите, секој пак водел со себе 100 момци со долги маздраци в раце. Помеѓу ровот и ѕидот си минале и седнале тие. Онде завалиле огон и вечера секој си ставил. Синот Атреев ги водел ахајските собрани старци в чадор, а крај нив им приставал тој душоугодна Госпа. Тие посегале в час заставените јастија пред нив. Од кога овие пак се наситиле јастие и питје, старецот најпрво од сите ја започнал умната дума, Нестор, што знаел да даде и порано најарен совет. Овој мислејќи им добро проговорил пред нив и рекол: Пресловен сине Атреев, ти јуначки цар Агамемнон, од тебе јас ќе почнам и завршам речта. Зашто ти си цар на преголема војска, што Зевс тебе в раце ти ставил жезол и закони свети, да ним им советуваш добро. Затоа ти да речеш и послушаш реч треба после и да му помогнеш ти и на друг ако срце го вика нешто да каже за добро, зашто твое е се што ќе почне. Туку ќе речам јас како ми изгледа најарно мене. Зашто не ќе смисли никој друг поарен совет од овој, што сум го замислил јас ниту порано, ниту па сега, уште во чадорот кога си отишол, Зевсово чедо, на Ахила љут, Брисеида девојката да му ја грабнеш наспроти нашата волја. Те одвраќав тебе јас мошне тога, но се попуштајќи над своето пресмело срце, јунакот најарен ти си го навредил, чест што му дале самите бози, штом делот му го одзеде. Туку и сега да се помислиме зар како пак да го увериме него со благопријатни дарои и зборови, кротки и благи. Тога му одврати нему јуначкиот цар Агамемнон. Старче, по правина ти си ги споменал моите грешки, јас не порекнувам дека сум погрешил. Мажон зар кого Зевс ќе го засака в срце, за мнозина војници вреди, кој што го честил сега оној, а војската ахајска сотрел. Штом сум поверувал пак на проклетата памет, изгрешил. Сакам да поправам грешка и најброен откуп да дадам. Јас ќе ги спомнам пред сите достојните дарови овде. 7 триножници нови и таленти 10 во злато. 20 блескави котли, 12 хранети коњи, што победувале в трки и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што толку би добил, ниту сиромашен тој за скапоцено злато сосем. Колку копитните коњи ми донеле награди мене. 7 пак жени ќе дадам, безпрекорни дела што знаат, лесбијанки, што сум ги пленил од лесб кога го освоив него, кој што женскиот род во убавина го надминуваат. Ќе му ги дадам јас нив, а со ними и Брисеида што му ја одграбнав тога. Јас голема клетва ќе дадам дека не ќе легнам веќе и не ќе ја обљубам неа, што е за мажи и жени законито право во светот. Се овде ќе биде за час, само ако ни дадат бозите. Да им го дадат градот разурнеме пријамов голем, нека си влезе и кораб си наполни со тучи злато, кога хајците ние ќе го разделјуваме пленот. 20 тројанки, тој нека самиот за себе земе, кој што се по арѓејката Елена најлични жени. Еднаш ако стигнеме варг во Ахајскиот в плодното поле, ќе си го направам зет. Ќе го почестам рамно со Орест, што ми е дородок мој и во обилие силно ми расте. Ќерки си имам пак јас заградениот прекрасен дворец 3, Хрисотемида зар и Фианаса и Лаодика. Од ними која ќе сака без прид нека си го тој си ја води во Пелеевиот дома, јас ќе и дадам и дарој премногу, колку што уште на ќерка си не е дал никој. Градови јас ќе му дадам населени убаво 7. Кардамила, Енопа и тревната мошне Хира, и божествената Фера и Антеја ливади бујни, красната Ајпеја уште и оно изми лозоит Педас. Сите до морето близу, до пилпесокливиот мошне, и овде живее народ, што говеда многу и овци има, та неколку Бог со достојни дарои ќе честат, и под неговиот жезол ќе плаќаат даноци доста.
Ова јас сеќа го сторам, сал тој ако го остави гневот. Нека се свлада, зашт ад е немилостив, не свладлив вечно. Затоа најмногу од него од бозите сите го мразат. И нека мене тој ми се покори, зашто сум силен цар и за колку сум јас по години од него постар. Нему му одвратил потем геренскиот витезин Нестор. Преславен сине Атреев, ти јуначки цар Агамемнон. Отпосле прилични дарои на Ахилја крала му даваш. Но да избереме ајде пратеници што ќе му појдат в чадор, што побргу можат на Ахила, синот Пелеев. Туку да прво ги погледнам јас, а потем ќе појдат. Нека ги поведе прв Зевсовиот миленик Фојник, потоа дивниот маж Одисеј и големиот Ајант, а да Еврибат и Оди со нив како гласници појдат, да се над Зевс синот Кронов помолиме за да се смири, дајте им вода за раце и викнете сите да молчат. Вака им рече, а ним им се бендисал зборот на сите. Тога гласниците пак им туриле на раце вода, момците точеле пак во крондирите вино до врхот, те им налеале в чаши на сите нив. Обредот почнал. Кога одлеале пак и се напиле колку што сакаат, и од чадоров час на Агамемнон Атреев се тргнаа. Нив им нарачувал многу геренскиот витезин Нестор, погледнувајќи во секој, а најмногу во Одисеја, за да се обидат тие да го уверат дивниот Ахил. Оние пошле кон брегот на морето шумно и бучно на земјодвижниот бог, молејќи се на земјотресец, да го наговори лесно прегордиот внучко на Ајак. До чадорите дошле и до мирмидонските бродови. Внатре го нашле кај срце си весели сформинга јасна, вешто искитена, красна, со сребрена чивија згора. Неа со пленот ја зел од Тионова града, со неа тој си се тешел и јуначки дела си пеел. Со него Патрокло самот спротива седел и чекал, кога Јаковиот внук ќе доврши песната и молчал. Овие понапред пошле предводени од Одисеја дивен и пред него дошле, а Ахил зачуден рипнал со се формингата своја кај седеше, го остави столот. Вака и Патрокло исто, штом нив ги догледал, станал. Со нив здравејќи се пак брзоногиот Ахил им рече: Добро ми дошле, омили, дали имате голема нужда, зар сте ми најмили баш од ахајците, макар што људ сум? Вака велејќи ги поведе повнатре дивниот Ахил, да се ги ставил да седнат на порфирни черги и кресла, веднаш на Патрокла тој му прозборил близу бидејќи: Поголем крондир донеси ни ти Менотиев сине, смеше ни појако вино и секој му налеј му в чаша, зашто најсакани гости ми дојдоа мене во домот. Вака му рекол, а Патрокло послушал мили си другар. Потоа големо блюдо пред сјајниот огон им ставил. Бравски и козји плешки им извадил в блюдото горе, потем одугоен крмак завиткани плеќи во сало. Сам Автомедонт му држал, а дивниот Ахил го сечал. После го иситни добро и на ражни сето го провре. Голем пак запали огон божескиот син на Меноити, а кога прегорел огнот и пламенот изгубил сила, тој го расчеголил жарот и жражните згора ги развил, сетне кревајќи од огнот со светата солица ги солел. Кога го испекол тој и го истурил сето на блюда, Патрокло лебот го зел и на трпеза сегде им ставал од кошничињата красни, а месото Ахил го делел. Спроти божескиот маж Одисеј, овој самиот седна дури до другиот зид, та на другарот Патрокло викна Богу да понесе жртва. Тој жртвите во огон ги фрлил. Тие посегнале в час кон ставените јадења пред нив, од кога пак се насителе овие јастие и питие. Ајант му мигнал на Фојник, а пак Одисеј дивен разбрал. Наполнил чаша со вино и вака му наздравил на Ахил. Здрави си, Ахиле, везден со трпеза полна и рамна. Ние и в чадорот сме на цар Агамемнон Атреев, како и овдека сега, отимаме јастија многу, срце што крепат. Но не сме за милиот ручек ти дошле, туку се плашиме мощне храненице Зевсов, гледајќи мака. Не се знае дали корабите ќе останат цели или ќе пропаднат тие, ако ти не се замешаш в бојот. Зашто го кренале близу до бедемот и до бродоите таборот, гордите тројци и славни сојузници с краја огнови многу палејќи низ војската. Не мислиат тие тука да запрат, но в црните кораби уште ќе удрат. Тога пак Зевс синот Кронов им светна нив покажувајќи белези среќни,
а Хектор бликаештен в сила и снага беснел страшно со верба во Зевс. И не почитувајќи мажи ни богови други, зар го псени силната снага. Тога се молел да веднаш се појави зора дивна, зашто застрашува тој да ги одсече крајните клјуној корабни и да ги спали со силниот огон. А крај нив, смајани сосем од чадот ахајците сам да не сопре. Ово во срце о мошне се плашам. Боговите не му ги исполнат сега заканите. Ние пак с краја од конјогојниот арк да издинеме тука пред Троја. Туку, ај стани ако мислиш ахајциве макар и доцната од тројанската врева ги избавиш каде што страдаат. Сетни и самиот зар ќе се изедеш, нема да најдеш никаков лек за стореното зло. Туку порано многу мисли се, како од лош ден, да најците ти да ги спасиш. Татко ти тебе пеле ти нарачувал, другару мили, оној ден кога од Втија до цар Агамемнон те праќал. Чедо ти мој, ќе дада, так сакаат Хера и Атена сила. Но ти совладувај го пак јуначкото срце, зашто се поарни мошне љубезните обноски везден. Секогаш крај да и правиш на лошата кавга. За тебе повеќе да ми те честат архајците, арѓејците, млади и стари. Стариот вака ти велел, ти ги изуми. Туку и сега престани, пушти го од гневот душогубен, зашто Агамемнон достојни дарои ти дава, сал ти да го напуштиш гневот. Ајде, послушај ме ти, а пак јас ќе ти раскажам тебе дарови колку ти ветил во чадорот цар Агамемнон. 7 триножници нови, а таленти 10 во злато. Ниту сиромашен пак од скапоценото премногу злато, 20 блескави котли, 12 хранети коњи што победувале в трка и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што толку би добил коњите награди колку му донеле на Агамемнон. 7 жени тој ќе даде, безпрекорни дела што знаат, лесбијанки што си ги запленил тој кога ти си го земал лесб, што сред женскиот род по убавина се одликуваат, ќе ти ги даде тој тебе. А со ними и Брисеида, што ти е одграбнал тогаш, и голема клетва ќе даде, дека не ќе легне веќе и не ќе облюби неа, што е законито право за маж и жена, о цару. Се ова овде ќе биде за час. Ако само ни дадат бозите да го градот разурнеме пријомов голем. Ти да си влезеш в кораб и наполниш стуч и злато. Кога хајците ние ќе го раздајуваме пленот, 20 тројанки тој нека самиот за себе земе, кој што се по арѓејката Елена најлични жени. Ако пак стигнеме варка хајскиот, плодното поле, зет ќе те направи тој. Ќе те почести равно со Орест, што му е дородок мил, и во обилие силно си расте. Ќе пак оној си има во дворецот убаво граден 3. Хрисотемида зар и Фианаса и Лаодика, која ќе посакаш од нив без прит да ја водиш ти неа во Палејовиот дом, а тој ќе ти даде и дарој премногу, колку што уште не е и дал на ќерка си никој. Градови тој ќе ти даде населени убаво 7. Картамила, Енопа и тревната мошне Хира, и божествената Фера и Антеа с ливади бујни, красната Аипеа уште и самиот лозовит Педас. Сите до морето близу, до Пил песокливиот мошне, во овие живее народ што говеда многу и овци има, што тебе ко Бог ќе те почестат с достојни дарои и што под жезолот твој ќе ти плаќаат даноци доста. Се ова тој ќе ти даде, сал ти да го напуштиш гневот. Ако пак ти си го замразил в дно срце синота па и неговите дарои, смилувај се тога на сите ахајци други што гинат низ војската, да ќе те честат тебе ко Бог, зашто кај нив преголема слава си стекол. Ти ќе го убиеш сега и Хектор, ако ти дојде близу в погубниот бес, зашто не му е равен си мисли меѓу данајците никој на кораби сам вамо што дошле. А брзоногиот Ахил му прозбори одговарајќи: Лаертов е Одисеју прелукаво Зевсово чедо. Сега отворено веќе да искажам зборов ќе треба, како што мислам и како што ќе се исполни сосема овој. За да не ми гуга еден од овдека, други од овде. Зашто од самиот Аид јас повеќе оној го мразам кој што едно си мисли во срцето, а зборува друго. Туку ќе искажам јас, како најарно ми изгледа мене. Не ќе ме увери мислијам ни цар Агамемнон Атреев, ниту данајците други, зашто никаква награда нема за едностојната борба со нашите душмани клети. Еднаков дел и за неборец маж и за одличен борец.
Ведна и иста се цена и страшливец како и јунак. Исто ќе умре и мрзлив и тој што работел многу. Немам јас ништо од тоа што издржав трудови толку изложувајќи ја Везден во борбите душата своја. Како што птицата храна на своите пилиња млади кога ќе најде им дава, а самата минува лошо, така сум минал јас многу бесонни ноќи лежејќи, дните пак крвави сам сум ги минувал в труди во борба, заради нихните жени со мажите битка биејќи. Веќе сум зел со бродоите 12 градови људски, пеши си мислам пак 11 в плодната Троја. Стока и посадка полно од овие сите сум собрал и сум уносел и давал на цар Агамемнон Атреев се. А пак тој покрај брзите кораби назад чекајќи примал и малу ни делел, а повеќе за себе држал. Дарови пак на кралеите и на главатарите давал, сите ги имаат цели, а јас од ахајците само немам. Зар тој ми ја држи премилата жена крај која нека се радва и лежи? Што не треба војна сега против тројанците нам? Зашто нас собрал синот Атреев војска и ваму ја довел? За личната Елена, нели? Зарем Атреевци сами од смртните луѓе знаат жени да љубат своји? Па секој маж добар и умен својата жена ја пази и милува, кој што ја љубев јас од се срце силно, при се што ја добив на копие. Сега пак, штом ми го одзел од рацете делот со лага, нека не ме џиба пак, зашто не ме наговара мене. Тук Одисеју. Ти со другите кралеви мисли как од корабите сега ќе одбиеш огнот пак. Работи премногу оној изнаправил без мене сега. Ги изградил веќе и зидот и до него го ископал ровот широк и долг, а пак внатре изнакачил колје. Но сепак не ќе го задржи тој мажоморец од пресилен Хектор. Додека јас со ахајците заедно војна сум водел, не смеел никако Хектор во бој од градот да слезе, туку до Скајската порта и Сал до буката идел. Онде ме чекал Сал еднаш и одвај се спасил бегајќи. Сега, штом не сакам јас да со дивниот Хектор се бијам, жртва ќе принесам утре на Зевс и на другите бози. Штом ќе ги в морето турнам, товарени добро бродоите. Ти ќе ги видиш ако сакаш и ако се грижиш за тоа, како низ овој Хелеспонт, низ рибниот, утре ќе бродат и во корабите мои как веслаат мажите радо. Сал земјотресецот славен да убаво време ни даде, третиот ден би можел в грудчестата втија да стигнам. Заре јас посадка силна сум оставил кога сум тргнал. Друго пак сега од овде јас црвена бронза и злато и краснопојасни жени и железо сиво ќе носам. Се што сум добил јас овде, а дарокот што ми го даде, пак ми го одзеде назад и навреди цар Агамемнон синот Атреев. Отворено се да му кажеш ти нему како ти верјам, и другите ахајци да негодуваат, ако се надеват да измам и тој некој Аданаец уште, сосем безобразен Везден. Не би смеел никако мене да ми се ополи в лице, при се што е дрзок ко кучка. Со него повеќе јас ни на работа идам ни в совет, кога ми измамил еднаш и навредил. Туку уште еднаш не ќе ме излаже мене, доста му е. Но нека оди на врага, кога советникот Зевс му го одзеде умот. Ниту му дарови сакам, ни лицето да му го видам. Нијак 10 пати толку, ни 20 пати ми дадел колку што има тој сега и колку би придобил уште. Што како приход би примил од Орхомен или од Теба Мисирска, кај што му лежат во куќите богатство полно, што е со 100 портини, секоја од нив по 200 мажи излагаат надвор со своите коњи и коли. Ниако толку ми дадел, ко прав колку има и песок, сепак не би можел срце да цар Агамемнон ми сврти, пред да ми плати за сета душогубна навреда мене. Од Агамемнон Атреев јас не земам ќерка за жена, ниако лична би била ко златната баша Афродита, а во работите вредна ко сјајнооката Атена. Не би ни тога ја зел. Нека тој да хајците земе друг што му прилега нему и кој што е посилен војскар. Зашто ако бозите веќе ме избават и ако дојдам дома, пелејќи ми најди самиот за мене жена. Многу зар има во втија хајќињи во Хелада, ќерки од првенци баш, што градовите свој ги бранат. Од нив јас која ќе сакам за сопруга мила ќе земам. Ондека премногу мене јуначкото срце ме влече, честита жена да земам и достојна сопруга свидна, стоката да си ја радвам, пелеј што стариот стекол. Зашто од животот мој нема поскапо, ниако дадат колку што имало вили во добро населена града,
Порано кога било мир, пред ахајските синови да дојдат. Николку сокрива внатре камениот праг на Аполон на стрелометниот Фојб во камнестиот град Питоја. Заре и говеда в плен и премасни овци се земаат. Триношци можеш да стечеш и атовируси да купиш. Само човекова душа не се враќа, ниту се фаќа, ниту се плени, штом еднаш од устата надвор ќе појде. Мајка ми Тетида зар среброногата Божица рекла дека до крајот на векот две судбини смртни ме носат. Ако се задржам овде за троистиот град да се бијам, дека не ќе дојдам дома, а безсмртна слава ќе стечам. Ако се вратам пак дома, во својата родина мила, дека и славата моја ќе пропадне, а долг век ќе имам и дека нема да дојде на животот мој скоро крајот. А и на другите јас би им дал еден совет добар. Нека си отпловат дома. Зашто крај не му се гледа уште на превисокиот Илии, што Зевс, големиот громник, него го штити мощне, а војската храбро се бори. Туку отидете до ахајските првенци сега да им однесете вест. Зашто старците тоа го чекаат. Нека си замислиат друга во паметта поарна мислја, за да ги спасат бродоите и војската ахајска цела на изглабените кораби ним. Зар не се врши ова што ја замислиле сега, зашто срдбата уште ме држи. Фојник пак нека ни остане овде кај нас да спие за да ни кораби мене в татковина мила ме следи утре ак сака. Јас нема да го одведам со сила него. Вака им рекол, а тие замолкнале сите до еден, зашто ги почудил зборот што го изустил сосема силно. Најсетне прозборил веќе и стариот витезин фојник солзи ронејќи, зар силно на ахајските броди се плашал. Ако го имаш ти умот за враќање, ајчеле светлија од корабите брзини, најмалку не сакаш сега огнот да го одбиеш пуст, зашто срдбата в срце ти слегла. Ти како би можел сетне да ме оставиш овде касине сам, кога стариот витез Пелеј ми испратил мене до тебе? Оној ден, кога ко момченце од Втија те пуштил до Агамемнон, дури уште не си знаел претешка војна, ниту за собори ти, кај што умните се одликуваат. Затоа мене ме пратил во се ова јас да те учам, беседникарен да станеш и работи добри да знаеш. Затоа, сине мил, сега не би сакал јас да ме тратиш, ако самиот Бог би ми обетил да избрише старост и да ме направи млад, каков бев кога бегав еднаш јас од Хелада, што живеат во неа прекрасни жени, за да не се карам онде со родниот татко Аминтор Орменов, што ми бил љут за држанката с убава коса, зашто ја милувал неа, брачната жена ја бркал. Мајка ми моја, што вез ден ме молела мене да легнам, јас со држанката прв, да ја замрази стариот неа. Јас си ја почув, историв, а татко ми, кога ме разбра, почна да колне и грозните рини и тој да ги вика. Никога, син, да не дочекам јас на коленјата мој, рече. А бозите баш му ги исполниле клетвите нему, Зевс подземниот бог и Персефонеја грозна. Јас си бев намислил него да губијам со острата сабја, но од безсмртните некој ми го умирил гневот што мене збори и прекори многу од луѓето в срце ми ставил. За да не се викам јас сред ахајците оцеубиец, тога не сум смел онде да останам никако веќе ни да се бавам во домот од срдбата таткова тешка. Вистина, роднини многу од околу сегде и внуци го задржувале него молејќи го дома и многу колеле дебели овци и говеда с нодзе и рогои криви, а крмаци многу за смадење спружени биле горе над силниот пламен на Хефајста, млади и масни. Многу се пиело вино од полните старчеви стомни. Тие со ред 9 ноќи преспивале околу мене. Се едно по друго редом стражареле, никако огнот не гаснел. Еден во тремот до дворот преграден добро, друг во преддворието пак пред спалната соба на прагот. Но кога веќе ми дојде 10-та ноќ мене мрачна, тога јас стројните врати од спалната сум ти ги скршил и сум го прескочил зидот и излегол надвор од дворот, скришем од оние стражи и слугите жени и мажи. Потем сум бегал јас вон од пространата земја Хелада и во грудчестата Втија, во овчата мајка сум дошол. Горе до царот Пелеј, што ме љубезно примил и честил, како што единец син кај неговиот татко се чести. Под старост што му се родил во богатство полно и рамно. Уште и богат ме стори и придружи неброен народ. Седев на крајот од Втија и над долопјаните царвав.
Та сум те сторил онолкав на Бозите Ахиле сличен, зашто сум те од срце љубел, а ти пак не си сакал с други ниту на гости одиш, ни дома си сам да си јадеш, ако не те кладев прво на моите колења тебе и не ти пресечев месо и подадев вино за ручек. Често по кошулја ти си ме избљувал, награди мене, од уста вино враќајќи во пустата детинска лудост. Така јас со тебе многу сум претргал и издржал многу, често мислејќи се, зошто боговите не ми допуштаат род? Туку Ахиле, сличен на Бозите тебе сум сакал син да те сторам, заеднаш од смрт да ме одбраниш срамна. Туку совладај го духот свој, Ахиле, не треба заред да имаш безмилосно срце. И самите Бози зар имаат милост, иако во чест се поголема, в сила и слава, и нив со темјани умилни молитви, жртви и кадеж луѓето често молејќи успеваат да си ги смилјат, кога ќе прегреши некој и светиот закон го згази. Од покајнички има, на Зевс великиот ќерки, куци со збрчкано лице и шашливи во обете очи, што зад заблудата одат загрижени секогаш тие. Заблуда силна и здрава е в нозете, затоа таја ги надпретечува сите и престига в секоја земја, пако справејќи на сите, а оние пак ги лекуваат. Кој што ги цени и честит Зевсовите ќерки, кога идат голема полза му носат и слушаат кога се моли. Кој што откажува пак и ги одбива сосема цврсто, оние одат кај Зевс кроновиот син и го молјат за блуда да му ја прати, за дло да му врати со казна. Туку, ај, Ахиле, дај ми ти над Зевсовите ќерки чест, што им свртува ум и на другите честити луѓе. Зашто ако не даде дар и не ти вети уште и други синот Атреев, и ако си продолжи да ти се љути, не би советувал јас да ја отврлиш својата срдба и да им помогнеш ти на арѓејците, макар што страдаат. Сега пак ведно и в час многу дарува и ветува уште. Напред најарните мажи ги испратил тој да те молјат, што ни за хајската војска ги насобрал, што си ги љубиш најмногу нив сред арѓејците ти. Но ни зборој ни нозе нихни не куди им ти, зашто досега прав си во гневот. Туку во јуначки дела и од понапредните мажи ние сме чуле, штом некој ќе попаднал в средина силна, си го смирувале лесно со дарови и зборови благи. Јас сум го запомнил настанов пак, што дамно се случил, да ќе ви раскажам вам, на сите пријатели сега. Еднаш куретите воделе бој со ајтолците смели околу градот Калидон, убивајќи се едни со други. Красниот тој Калидон ајтолците го заштитуваа, а пак куретите беа подготвени в бој да го урнат. Но златостолната Нимар Тимида пакостим смисли. Љута зашто во дворот Ојнеј принесол жетвени жртви. Додека другите Бози ги почестил со хекатомби, ќерката само од Зевс великиот не доби жртва. Или не помислил тој, или изумил. Голем грев сторил. А стрелометната ќерка на Зевс му испратила љута дива белозаба свиња од гората Зелена нему, на Ојнеева бавча, да пакости многу му прави. Оваа на земја многу му кутнала високи дрвја долу се со корен нив од семите овошни цутои. Туку ја отепал неа Мелеагар, синот Ојнеев, со оние ловци и пси што од градови многу ги собрал, зашто не би можел тој да со малцина мажи ја свлада. Толкава била, што мнозина качила в клетата клада. Таја пак околу неа надкренала кавга и борба, околу главата не излиза 14-та кожа, меѓу куретите среде и ајтолците смели и срчни. Додека онде се борел Мелеагар, бодриот борец, се поминувале лошо куретите. Не могле тие, ако и многу да биле, да издржат надвор од зидот. Но кога гневот го обзел Мелеагра, што и на други им го обсенува умот, што инаку разумно мислят, зашто се насрдил мошта на својата мајка Алтаја, и кај убавото Либе си седеше, кај Клеопатра, ќерката на Марпеса Евенова, с убави глезни, и најакиот маж од тогашните надземни мажи, Ит, што го подигнал лакот на самиот бог Аполон, против господарот Фојб, за убавоглезната нимфа што се ја викале тога господјата мајка и татко на име баш Алкиона. Зар мајка е имала иста судба ко тажната птица Алкион и плачала често, кога ја одграбнал неа Фојб далекуметец Аполон.
Крај неа тога тој легна од гнев душогубен свладан, љут за мајкините клетви што мајка му ујадена тешко поради смртта на братот, ги молела многу богоите и многу храната земја, ја фаќала често со раце, извикувајќи го Аид и грозната Персефонеја. На земја коленичејќи го топела скутот со солзи да и го убијат синот. Еринијат чула од Ереб, што се по темница шета безмилосно срце имајќи. Околу портите веднаш се кренала врева и бука од што удирале в кули. Ајтолските старци со молби туку му праќале нему свештеници најарни Божи, за да им помогне тој, ветувајќи му подарок голем. Кај што е најплодно баш Калидонското прекрасно поле, онде го пуштиле него да се избере најубав загон, 50 погони место. Половина од тоа лозје, а половината пак да ја остави орница гола. Стариот витезин пак ојнеј него многу го молел, од кога стапил на прагот од вишната негова стаја, в двојната врата клюкајќи и колења сину гушкајќи. Многу го молеле него и браќа му и господја мајка, туку се повеќе одбивал тој. И другарите многу што му најодани били и најмили им него од сите. Туку и пак него убедиле срцето негово в гради. Се дур куретите веќе не почнале в кули да влагаат, куќата да му ја рушат, големиот град да го горат. Тога го молеле веќе Мелеагра горко плачејќи краснопојасната жена и се му напомнила нему какви им престојат маќи на луѓето, ако им го земат градот. Ќе убиваат маши, ќе гуништат огнови градот, други пак деца ќе водат и нископојасните жени. Срцето тогаш му скломна за душмански дела слушајќи. Излезе тој и на снагата облеча опрема сјајна. Така несреќниот час од ајтолците оној го одбил кога го послушал умот. Но пак не му дариле нему мили многубројни дарои, та зло и без нив ги бранел. Туку ти не мисли така во паметта мили на тоа, да би те свртил Бог. Зар полошо уште би било кога ќе горат бродоите, да пристигнеш, туку со дарои, зашто ахајците тебе ко Бог ќе те честат. А ако дојдеш без дарови ти во јунакоморната војна и ако го одбиеш бојот, не ќе бидеш почестен исто. А брзоногиот Ахил му прозбори одговорајќи: Фојниче стари, ти Зевсов хранениче, за мене не е оваа чест. Кога мислам Зевсовата волја ме чести, што ќе ме држи крај витите кораби, додека душа колка во градиве мои нозеве дури ми се движат. Но ќе ти речам јас друго, а ти тоа клај си го в памет. Не збркувај ми го умот со плачење и тажење тешко, угодувајќи на синот Натреј. Не ти треба него ти да го љубиш, да јас не те намразам ко што те љубев. Добро е со мене ти да го притискаш кај што ме дави. Повалјај со мене токмо и наполо земја честа. Овие нека му јават, а ти ќе си останеш овде, постелја мека да легнеш, а штом ќе зазори зора, или ќе се вратиме дома, или пак ќе останеме овде. Рече и Патроклу оној се веѓите молко му мигна, за му ја постели тој постелјата цврста на фојник, да зашто побргу појдат од чадорот дома. А ним пак дума им продума Ајант, божескиот син Теламонов. Лартофеј Одисеју прелукавот Зевсово чедо, одиме. От јас мислам, што смисливме нема да биде. Онакак туку, ќе треба што побргу да им се јави, макар и да не била добра за другите данајци веста, кои што сега си седат и чекаат негде. А Ахил страшно во градите свој го раздивил силното срце, та не се обзира тој на другарите свој ко напред, кога го честевме. Зар крај корабите најмногу него тврдиот. И од убиецот зар на братот ќе земе или за своето дете убиено откуп си прима. Ќе си останува оној што отплатил многу во градот. Овој пак срцето свое и гордиот дух ќе го смири кога ќе добие откуп. А бозите в градите тебе, лоши и непомирлив дух ти ставиле само за една мома. Но сега ти седум најубави нудиме моми, крај нив и дарови разни. Сал смири го срцето свое, имај пред кровот почит. Под покривот твој што сме дошли од кај данајскиот народ. Од другите ахајци ние сме ти најодени тебе и најмили сме ти од сите. А брзоногиот Ахил му прозбори одговарајќи: Ајанте, Теламонов главатар, Зевсово чедо, се ми се некако чини од душата дека си рекол,
туку од гнев ми се надува срцето, кога на она јас ќе си спомнам, што мене ме навредил синот Атреев меѓу арѓејците баш ко недостоен населник некој. Туку, одете си вие и вест однесете му назад. Не ќе си споменам порано јас за крвавата војна пред да божестиот Хектор на пријам борбениот синот до мирмидонскиот табор и нихните кораби дојде, сам убивајќи арѓејци, да лагите с огон ги спржи. Околу мојот пак чадор и црниот кораб си мислям јас да го задржам Хектор од бој при се што е жесток. Вака им рекол, а тие земајќи двојната чаша, одлеал секој и пошле кон лагите зад Одисеја. А на другарите пак и робинките Патрокло викнал да му ја поставиат веднаш постелјата цврста на фојник. Тие послушале в час и му послале како што рекол, овчи и руна и черга и теночок покрива членски. Стариот тука си легнал и дивната зора ја чекал, а Ахилеј си спиел во стројниот чадор при дното. Крај него легнала жена од Лесп што беше си ја довел, краснообразната ќерка Форбантова, баш Диомеда. Патрокло од другата страна се испружи. Крај него легна краснопојасната Ифис, на дар што ја добил од Ахил, кога го покорил Скир, стрменитиот град Ениејев. А кога веќе си биле во чадорот на Агамемнон, онде ахајските синови со златни ги чекале чаши станати простум, и секој од секоја страна ги прашал. Прв ги распрашувал тога юначкиот цар Агамемнон. Кажи ми, ај Одисеју, прочуена ахајска славо, дал ќе го одбие тој од корабите огнотопак, или пак уште се срди со силното срце и нејќе? Нему му прозборил пак Одисеј многострадниот дивен. Преславен сине Атреев, ти юначки цар Агамемнон. Овој се заканил пак, кога зора ќе зазори, дека гориот бес и тебе те одбива и твоите дарои. Ти препорачува тој сред арѓејците да обмислиш добро, как да ги спасиш корабите ти и ахајската војска. Оној се заканил пак, кога зора ќе зазори, добропокривните вити ќе ги сука кораби в море. А и на другите рекол од најарен совет ќе дадел. Нека си заминат дома, зашт крај нему се гледал уште на извишениот Илии, што Зевс големиот грмник си го заштитувал мошне, а војската бодра им била. Вака ни рекол. И мојата придружба може да каже. Ајан ти оние двајца, обајцата гласници умни. Стариот фојник пак онде си прилегал, кај што му рекол да на корабите него, кон родната земја го следи утре ако сака. Зар нема да го одведе на сила него? Вака им рекол, а тие замолкнале молкома сите, зашто ги зачудил зборот што го изрекал сосема силно. Долго занемале онде ахајските синови од очеј. Најпосле прозборил пак Диомед, гласовитиот борец. Преславен сине Атреев, ти юначки цар Агамемнон, ајде не моли го ти безпрекорниот синок Пелеев, безбројни дарој давајќи, зар горде и инаку оној? Сега пак ти многу повеќе горд си го направил него, но да го ставиме ние или тој да остане овде, или да си оди. А тога тој пак ќе се бори, ак само срцето вгради нему му нареди и Богот го скорне. Туку ај, како што јас ќе ви нарачам, слушајте сите. Сега легнете си вие наситени в своето срце вино и леп, зашто тоа ви придава снага и сила. А кога красната зора ружопрсна пак ќе се јави, водија војската веднаш и коњите, подбудувајќи до пред бродоите и бии го сред првите сами од бојот. Вака им рекол, а нему му добриле сите кралеи. Заради бендисал зборот на тој Диомед коњокротец. И одлевајќи тога, во чадорот секој си пошол. Онде си легнале тие, земајќи го дарот на сонот.